Јас сум Александар Велиновски и овдека сум во некоја тројна улога, би рекол, првенствено домакин на нова пресконференција, комесар сум на македонскиот павилјон во Белград. И особена чест ми е денеска да ги имам како двајца соговорници, нашите партнери, деловни партнери би рекол во целиот овој проект Македонски павилјон, господинот Горан Ѓорѓиевски, председател на Сојузот на стопански комори на Македонија, и Драган Певчевски, председател на управниот одбор. Сега ќе дадам еден мал само вовед за тоа кратко во врска со Македонскиот павилјон и некои бројки кои што ги имаме превземено од организаторот од Експо од Белград 27, а понатаму би дал збор конкретно на темата, односно повикот за кој што сме сите тука собрани, за компаниите од Македонија и кои се можностите нивни да односно која шанса им се дава со нивното учество во Белград во 2027 година. Експо Белград се случува во период од 15 мај до 15 август 27. 135 земји до сега го имаат пријавено своето учество. Македонија е секако една од нив. Ние сме меѓу првите кои што го потврдија учеството уште во 25 година, почетокот на 25 година. Организаторите предвидуваат дека на Експо ќе има негдека околу 8 милиона посетители во период од 92 дена, што е, кога ќе се подели, да кажам, на дневно ниво, тоа е негдека над 85-6 илјади посетители дневно. Тоа е сериозна бројка во поглед на посетеност, тоа се различни профили на луѓе и тука значи секој треба да ја бара својата среќа и да ги гледа своите можности, без разлика од кој сектор доаѓа. Македонија за прв пат има свој, значи, самостоен павилјон, 648 метри квадратни, кој што подоцна би ги представил тематските зони кои што кај нас се застапени во самиот павилјон. А сега мислам дека целта за која што денеска сме овде е токму повикот, и не случајно Сојузот на стопански комори се одбрани за деловен партнер на македонскиот павилјон, бидејќи сметам дека они се една кровна организација кои што ги покриваат интересите на цел деловен сектор во Македонија и се тесно поврзани со сите други стопански комори кои што се присутни или активни во Македонија. Така да јас, Горан, вас би ви дал збор сега, чисто во поглед на можности и вашата улога во овој проект. Благодарам. Треба во микрофонот или пак може? Пола некако вајда. Може. Добар ден на сите. Значи, за Сојуз на стопански комори од есенцијално значење се ваков тип на настани. Експото представува исклучителна можност за компаниите кои што се во нашата држава да се презентираат, да се овозможи заеднички вложувања, joint venture, да се направи мрежување со дадени компании, да се направат други деловни зафати како што се превзимање и така натака, значи економски можности кои што во вистинска смисла на зборот ќе овозможат соодветна еволуција, соодветен раст на нашите компании и ќе се отворат многу бројни можности во таа насока. Би сакал да потенцирам дека почестени сме што Сојуз на стопански комори има таа шанса да биде представник, односно преку него практично компаниите кои што ќе учествуваат на Експо да се појавуваат таму. Нормално во Сојуз на стопански комори имаме тим кој што ќе ги разгледа тие апликации од страна на компаниите кои што ќе сакаат да се презентираат на Експото. Релевантно и соодветно и квалитетно ќе одлучиме кои компании ќе присуствуваат на тој настан, а воедно ќе видиме и нивната потенцијална можност да ги остварат, да создадат соодветен успех во различни димензии таму. Исклучително значаен и така наречениот тематски период, во кој што дадени сегменти од нашата економија ќе може да се представат таму, со цел да ги потенцираме тие сегменти каде што ќе има најголема можност за економски раст.
Сметам дека таков приот е исклучително значаен исто така, затоа што имаме дадени сегменти од нашата македонска економија кои што може да се презентираат, да се потенцираат таму и кои што во еден момент покрај личниот бенефит ќе остварат соодветен бенефит и за нашата држава. Сума сумарум, би сакал да ги повикам сега во овој момент сите компании што имаат интерес. Реакцијата е на време, однапред дури. Господинот Алек употреби еден интересен израз, вели пред Јапонија сме во однос на зачетокот, односно предавање на информација за да компаниите учествуваат во сето ова, така да на време се зафаќа работата, се стартува на време. И повторно на крај сакам да упатам апел до дадените компании кои што ќе имаат интерес, а верувам дека многу од нив ќе имаат интерес, особено и покрај тоа што Србија ни е соседна земја, многу е блиску ова, логистичките проблеми практично ќе бидат минимални. Апел упатуваме до компаниите да се пријават и да учествуваат. Благодарам. Драган, кога разговаравме пред неколку месеци во поглед на структурата, кажавте дека Сојузот на стопански комори ќе ги прифати сите организации, ќе даде техничка поддршка во периодот од како ќе измине рокот за пријавување, ќе се соберат сите пријави и понатаму вие стапувате на сцена. Може само овој процес исто да се пообјасни, мислам затоа што ти го водиш тој процес, па би било позгодно да. Благодарам, Александра, да се представам на сите. Моето име е Драјан Пикчевски, јас сум председател на управен одбор на Сојуз на стопански комори. Многу кратко, значи постојат 6 тематски недели на Белград Експо. Тие тематски недели опфаќаат поголем дел на индустрии и активности со кои што се бават различни видови на компании, како што е здравство, текстил, агро, енергија, дестинации, хоспиталити, туризам и така натаму, значи од секој ранг. И она кој што го направивме во соработка, прво ни дадоа големата чест од Public Room, а второ ова е голема одговорност за нас. Ние како Сојуз на стопански комори практички ова не го работиме само за нашето членство, туку за сите компании во нашата држава. Најбитно што е веќе направена апликативната форма, таа е веќе достапна на вебсайт, можете сите да ја погледнете и на самиот вебсайт да се логирате. Интересната работа е што не изискува таа апликативна форма, многу едноставна, се разбира одредени податоци мора да ги имаме за фирмите кои што сакаат да аплицираат, со цел да ги евалуираме. Формирана е веќе комисија и работна група која што работи на ова во кај нас во комората и она што е најбитно, огласот трае до 1 септември, што значи дека сите компании се повикани, оние кои што имаат интерес се разбира, за да учествуваат на овој македонски павилјон на Белград Експо, да се пријават на оваа апликативна форма. Не изискува подпис, печат и така натаму, изискува исклучиво само пополнување електронско и submit, и тоа директно оди и во Public Room и кај нас во Сојуз на стопански комори за понатамошна евалуација. Значи, процесот ќе трае многу брзо, до 1 септември ќе ги имаме сите компании кои што се аплицирани и изберени и понатака Сојуз на стопански комори ќе даде техничка поддршка во смисла на обука и однесување на тие компании кои што ќе не представуваат таму. Благодарам, Александр, ако има уште некои прашања, тука сме. Важно е компаниите да бидат окуражени, значи тоа што го кажа и го напоменавме неколку пати, не е само за членките на Сојузот на стопански комори, него се однесува на сите компании, значи сите активни деловни субјекти во Македонија дека имаат можност да се пријават и да добијат бесплатна техничка поддршка. И таа техничка поддршка, во зависност од тоа, од профилот, нели, и потребите, ќе биде дадена во период 1 септември, 31 декември, се со цел да ние уште на почеток на јануари ја објавиме програмата и секој знае во јуни, јули или август кога, во која недела, во колку сати, кој ден настапува на Белград. Само да ја појаснам и улогата на македонскиот павилјон, затоа што активностите кои што се одржуваат, деловните активности кои се одржуваат, тие се одржуваат на деловната сцена на Експо. Внатре во рамки на македонскиот павилјон поставени се инсталации кои што ја отсликуваат Македонија. Меѓутоа, таму не се прават презентации, не се вршат комерцијални действија и слично, тоа се прават на сцената која што Експо ја има одредено и таму настапуваат компаниите, се представуваат не пред македонците, него се представуваат пред целиот свет.
Тоа е само. Ние сме во овој случај сме онаа спона комуникацијска која што им помага на македонските компании да подобро се мрежат и секако да излобираме, наша задача е да излобираме да добијат што подобри ударни термини. Тоа се однесува како на деловниот сектор, така се однесува и на музичкиот програм, спорт, театар и така натаму, сите што ќе бидат, а ќе има уште повеќе сектори кои што ќе ги најавуваме во текот на периодот до април 2027 година. Македонија настапува под слоганот "Сите ритми на сонцето". Значи, македонското сонце е најсилно грее и ние тематски одбравме 7 сектори кои што генерално ќе ги представиме. Секако во секој од нив доминира деловниот сектор кој што треба да биде активен и да биде вклучен во оваа презентација. Овдека во позадина може да видите презентацијата, сите тие сектори се веќе дефинирани. Македо се однесува на македонската музика, вино, не треба да спомнувам, гастрономија, природа, култура и уметност, гостопримство и што можам да правам кога сум во Македонија. Под еден слоган "Сите ритми на сонцето" се со цел да се представи Македонија, али во најсовремено издание. Значи, да кажеме дека сме дестинација која што вреди да се посети. На тој начин секако во фокус е туризмот, нели, како прва една гранка што ја застапуваме и секако тежнеме кон тоа да компаниите остварат утре некаква директна соработка, дали со инвеститори, партнери, да зголемат извоз. И за винариите, веќе спомнав дека, еве го, како посебна дејност вие сте застапени во самиот павилјон. Значи, кога веќе ја начнуваме темата винари, активен повик има и за винариите кои што се предвидено е негде кон 35 до 40 квадратни метри, посебен дел во македонскиот павилјон внатре. Значи, вие не сте застапени на еднодневна основа, него 92 дена ќе добијат шанса македонските винари, оние кои што ќе се пријават, да бидат присутни на самиот штанд. Македонскиот павилјон, повторно ќе кажам, значи не врши комерцијални дејности. Меѓутоа, винариите, побаране од нив да достават одредена количина на вино која што бесплатно ќе биде делена на секој еден посетител кој што ќе има интерес да го проба македонското вино. Секако, нормално со лична карта на таа винарија која што е застапена во тие 2, 3, 5, 8 дена и така натаму. Тоа е принципот на промоција на винариите. Секако во тематската недела од 5 до 12 јуни, кога виното е во фокус, предвидени се одредени организирани средби, зборувам со деловен сектор од Србија, каде што ќе се остварат професионални средби. Веќе работиме на тоа да се мапира, значи дистрибутери, хорека сектор, туристички организации кои што работат исклучиво на вински туризам, значи наменски, кои што може да им ги донесеме, зборам, во павилјонот и тој ден да остварат средби, понатаму се надеваме и некаков вид на соработка. Да, во фокус се и домакинствата и винариите. Тоа е некој наш адут кој што е предвиден во поглед на промоција на вински туризам и секако извоз на македонското вино.